На Министерството за економия по-отдавна веки има да кажем повици за помагане на мали и средни предприятия. Ние аплицирахме во делот на помагане во имплементација на ISO стандардите, значи во делот на имплементацијата, односно во делот на сертификацијата. Знаете дека за добивање на ISO стандардите треба да се исполнат доста ригорозни критериуми и имаш дел консултативен, кај што се врши обука и ја спремат за ISO стандардот, и вториот дел е за имплементирање, односно сертификација. Повикот беше за вториот дел, конкретно за средства кои компаниите ги потрошиле за сертификација. Огласот се однесуваше на фирми кои веќе си платиле сертификација, че ја извршиле, и имаше мал дел на помош, значи поврат на дел од средствата. Мислам дека огласот беше до 100.000 денари, а ние некаде околу 70.000, 75.000, 78.000 денари беа повратот од државата како помош за сертификацијата. Искрено да ви кажем, може би за некои се мали пари, за некои не се, меѓутоа секоја помош е добродојдена. Тоа ми е второто прашање. Средствата не се големи, вашата компанија доби околу 78.000 денари. Што тоа значи како за вас, како предпријатие? Колку истите средства може да помогнат, па еве и за другите компании, не само за вас? Искрено да ви кажем, кај нас има ефект. Примерно ние аплициравме, го воведовме ISO стандардот, и тоа е ISO 9001, бевме 2008, го надградивме во 2015, и ISO 1401, ова е за еколошко производство, и сега тие пари не мотивира да го воведеме еден од потешките, IFES BRC, ова е за стандард за работење на најголемите ритейл компании, значи доколку сакаш да излезеш како продавач на европскиот пазар, кај големите ланци како Lidl, како Auchan, како Carrefour, значи мора да ги имаш тие стандарди, затоа што воопшто и не разговараат со тебе доколку не се воведат. Иначе се многу ригорозни и многу скапи и само не мотивира повеќе да тргнеме по тој пат, тоест да ги сертифицираме, да ги унифицираме начинот на производство, начинот на дистрибуција со европскиот начин на работа. Пак ќе кажем, средствата не се некои големи средства, меѓутоа се од помош, секое средство е од помош, а овие чекори на нас не мотивираат само повеќе да ја подобриме нашата работа. Така, и кога дадовте одговорот колку субвенционирањето на било кој од министерствата, тоест од државата, значат раст и развој на малите и средните предпријатија? Па види, генерално не можеш да бараш директен инпут во растот, меѓутоа индиректно имаш. Јас би кажал дека со воведувањето на таквите стандарди ни се отвараат неколку врати повеќе. Ќе влеземе на пазари кои тешко се влегуваат, кои бараат специфичен начин на работа, професионален начин на работа, импровизации не се дозволени, така да сметам дека индиректниот инпут во растот ќе биде долгорочно. Сега, краткорочно на нас ни беше добро што веќе ние имавме имавме конкурирано на некои клиенти, и сега само добродојдени побрзо ни ги отвори некои врати, и сметам дека нашите компании треба што побрзо да почнат да ги воведуваат, ама не само проформа на хартија, туку да реално ги имплементираат, затоа што ја олеснува работата и ја прави компанијата едно кон своите клиенти ни го покажува вистинското лице, друго ги прави попродуктивни, попрофитабилни, така да сметам дека такви средства треба да продолжат да се дават, дури не само во делот на сертификација, дури и во делот на обуки на ISO стандардите.